Колку чини да се живее во оваа држава? Најчесто, кога ќе дојде некој странец, овде му е многу ефтино и е као леле колку ви е ефтино се, супер ви е овде, вака така. Меѓутоа, за луѓето кои што живеат овде, тоа и не е баш така, затоа што нашиот стандард на живот и платите кои што ги земаат луѓето тука се навистина ниски. Во последната година, цената на живење во државава и цената на најосновните продукти за само една година е зголемена за 8,6%, што е навистина голема бројка. А кога станува збор од месец за месец, од месец јануари до месец февруари 2022, зголемени се цените за 1%. Замислете секој месец да се зголемува за 1%. Тоа ќе биде навистина огромна промена. Кога станува збор за оваа промена од јануари до февруари 2022, една од главните работи кои што се зголемени, освен цигарите и такви работи, една од главните работи е тоа што е зголемена цената на свежиот зеленчук и тоа е зголемена за 4,3%. А од друга страна во државава се бориме со гојазност кај децата, например. Дали може секој родител да си дозволи да купи зеленчук и здрава храна за децата? Или најчесто кога оние кои што немаат пари, како што сум била јас, например, кога сме немале, сме јаделе лепи маргарин. Не си можел да си дозволиш нешто, особено во зимските денови. Малите плати се почеток на многу проблеми и предизвикуваат многу проблеми во општеството. Државата од време на време се обидува да помогне, како например сега што е зголемена минималната плата од 15 на 18.000 денари. Меѓутоа, има многу компании, фирми, фирмички, газди, газдички кои што се обидуваат тоа да го избегнат. И, например, има многу луѓе кои што треба да ги извадат парите од банкомати, дел да им вратат на газдите. Така што и покрај ова зголемување на минималната плата, повторно ќе има многу луѓе кои што ќе работат за многу помала плата. А дури и платата од 18.000 денари, доколку се работи за еден човек во фамилијата кој што работи, па дури и двајцата да работат, дури и овие пари не се доволно за да може едно семејство да функционира како што треба и да функционира здраво, да може да се прехрани како прво со здрава храна, а потоа и да може да ги образува децата, да си приушти се што треба, се што му е потребно и неопходно за живот. Нашата држава, за жал, е една од државите во цела Европа со најнизок стандард на живот. И мене ми е сосема јасно зошто најголем дел од младите си одат од државата и бараат некаква перспектива некаде во странство. Потребни се навистина многу реформи и промени прво од страна на владата, меѓутоа и во менталитетот на луѓето и во менталитетот на самите работодавци. Некако како да сакаат што е можно повеќе да искористат од вработените, што е можно помалку да ги платат, што веројатно секаде е тоа така, меѓутоа мислам дека кај нас е уште повеќе застапено отколку по Европа. А тоа делумно се должи и на големата невработеност, затоа што работодавецот е во положба да му каже на вработениот, окей, ако не сакаш ти да работиш за 15.000, ќе си најдам јас некој друг кој што нема друг избор и ќе работи за 15.000.